Што да кажам за нашиот пат? Им посакувам на сите родители да издржат во борбата со предизвикот, да се бориш за здравствената и правна помош за нашите деца во ваква состојба е многу тешко. Вели таткото Горан Стојчевски, кој 16 години се бори со институциите за неговото дете кој е со церебрална парализа. Горан испрати порака до институциите да не се присетуваат на нив и на овие деца само во предизборните кампањи. Да нагласам, не само јас еден голем институционален проблем имаме ние родителите кои мораме секоја година или на 2 години, некои дури и на 6 месеци да одиме повторно на преглед, да вадиме потврди вакви или онакви или не знам какви, а губиме од работно време, губиме од слободни денови кои ги имаме, да речеме, или од одмор, за да извадиме една обична потврда за ослободување од партиципација за тие деца или лица. На денешниот инклузивен настан на кој се дружеа децата со типичен и оние со нетипичен развој, активистот Денис Јанкуловски кажа дека бројот на децата со аутизам е во огромен пораст. Кога станува збор за дијагностика и третман, земјава заостанува половина век зад развиените европски држави. Колку и да сакам да кажам дека генерално е општо или има подобрување во тој поглед, сепак има уште многу недостатоци за кои што најубаво и најубаво ќе ви кажат самите родители кои што се тука и сите оние кои што се подиректно засегнати со оваа проблематика. Ние Сдруженијето и сите овие што се тука денес дојдени на овој начин даваме придонес, каде што сакаме да покажеме и еве како што штоме 6-та година веројатно сме на одлична патека за во тој поглед, да покажеме и докажеме дека сите деца имаат едноставно право на нормално секојдневие. Освен реформи во здравствените и правните служби, потребен е и тотален рефреш во образованието во однос на потреба од повеќе психолози и стручни кадри кои ќе се занимаваат со овие лица.